не е проблемот дали си гласал за ВМРО или за СДС. Проблемот е што сте очекувале дека нешто ќе се смени у државава, гласајќи за едните исти кои што во суштина ја довеле државата до степенот у кој што го живееме денеска. Знаеш колку директори на Идризово и на ова управа за санкции од ВМРО и СДС се смениле у 30 години? Сите на свој начин допринеле за ситуацијата у затворов да биде ваква. Истото важи и у здравство, истото ти важи и у образование. Значи сите имаат свој допринос во уништување на македонските институции. Стварно, да видиме како е Идризово. Да видиме овој на запад уништено. Нелегалниот ВД директор на управа за извршење санкции како ќе реагира, да видиме. Au komandirin är rock. Ja, jag kan också skit. Skit. Du sa Tima. Tima. Sluta, ne volim da se. Da vidiš pa? Sve bolovanje Tima se atavankarde. Tima ovo. Super masa pejas. Чего ты это знаешь? Вот он горовой. Ты на ров две. Не стоит. Блин. Ај Да? Бегаат бе жандарите? А што очекуваш ти од полицаец, бе? Прошли пат зборевме 25, 28, 30 000 плата зиме. Што да прави? Да си стави, да. Трну здрава нова да си става? Што очекуваш? Не знам. Очекував Пандов дека ќе воспостави ред и мир. Тему христијански. Другар Диме вика Македонија се распаѓа, да бе брат? Да. Секој ден го збориме тоа. Другар Диме, те молам да ми напишеш за кој гласаше, брат. Да бидеш искрен. Кој сега лежи затвор, овие униформи или овие во цивил? Да ти кажам, мислам дека тие што се униформа се поише казнети него овие у затвора што се. Што вика мечка 25.000 плата, главата у торба. Па како што збориш? Со будали да се расправаш? Не само тоа, државата нема да биде на страна на полицајецот. Државата да ги затепаа овдека? Да. Или да пука нешто? Одма, државен правобранител. Суспензија, Да. кривична истрага пред обвинител, искази трте, мрте, ти реков ми рече. А за овие затворниците што го повредија полицајецот нема да има ништо сега. Нема да има дополнување казна, нема да има нов процес и така натаму, треба да има. Кај бе полицаец? Вика Пандов битно е најде Катица. Ја врати у затвор. Не е така бедбој, не се сите толку. Имаш ти полицајци што ти се со 28.000. Не брат, ама и ова што го кажа Мечка дека никој нема Ама ги нема заштити да ако реагира, реагира. Тоа е у суштина Не да ги заштити. Не да ги заштити. Абе криви ќе бидат. У Идризово Полицајецом диво населје имаат без мигранти свој. што брка. Да. Што Не, бркаше? го Ослободија. Го ослободија. Ама му направија брат еден куп пиздари у животот. Тргнала таа да му го зима пиштолот. Да. Или друг. Тоа е. Знам за случај. А да беше тој полицајецот да беше маđар. Не, нели има таму и маđарска полиција и австријска полиција. Да беше австриец Немаш ти полицајецот. да прочитаме. Да беше австриец полицајецот што еве пукал у мигрантката. Орден за заслуги бе брат. Друга Орден ќе му дадеа и што вика Милош немаше ни да знаеме дека се случило тоа.
Другарот Диме ти одговори, вели за ВМРО ДПМН не гласав, не ми е криво. Па значи сакаш да се распаѓа делот. Се зафркава. Види, не е проблемот бе, види, знаеш дека не знам, гледачите наши знаат веројатно пошто сме објавувале 100 пати сме го коментирале тоа, во диво населје, цел спрат у затворот у Идризово е нивен. Значи тамо не влага полиција, уживо си се пуштаат, гезмиња си прават. Значи тамо е работата излезена од контрол. Така да, а у суштина затворите ти се, ако сакаш да некоја држава да научиш каква е состојбата у државата, најдобар пример и показател ти е да посетиш некој од нејзините затвори. Не знам кој го има тоа кажано, ама тоа важи као непишано правило. Затоа што ти, ако условите у затворот и функционирањето у затворот ти е вакво, можеш да замислиш у каква држава живееш. Диме не, можеше за левица например. Бе луѓе, не знам сега го зборевме тој со Љупчо Интегра и сме го збореле милион пат. Не е проблемот дали си гласал за ВМРО или за СДС. Проблемот е што сте очекувале дека нешто ќе се смени у државава, гласајќи за едните исти кои што во суштина ја довеле државата до степенот у кој што го живееме денеска. Знаеш колку директори на Идризово и на ова управа за санкции од ВМРО и СДС се смениле у 30 години. Сите на свој начин допринеле за ситуацијата у затворов да биде ваква. Истото важи у здравство, истото ти важи и у образование. Значи сите имаат свој допринос во уништување на македонските институции. И сега ти очекуваш дека пак ќе дое ВМРО или за 7-8 години ќе викате сега СДС да го вратиме и да очекувате дека нешто ќе се смени. Не може да се смени. Божан си гласал за Најчевска. Па што? Ама што? Ја не знаев. Најчевска беше со на твоја партија. Твоја партија, како се викаше, твоја партија. Да. Тие никогаш не владеле оваа држава. Океј да гласаш за Ја не се согласувам со Најчевска за ништо. Идеолошки за ништо не се согласувам со нејс. Ама океј, нормално е да гласаш за некој кој што не владел оваа држава и не придонал да се уништи, да се руинира системот. Таа беше логиката моја кога се искочив да гласам. Била ушарена револуција, точно. Не била власт. Ама не била власт. Не била одлучувачки фактор, не одлучувала за ништо. Тоа е. Роберт Ангеловски вели условите во затворите не може да бидат подобри од условите на просечниот граѓанин, условите во затворот мора да бидат полоши. Океј. Ама во државите кои што на пример скандинавските држави имаат најдобар третман кон затворениците, тамо системот функционира најдобро. Затоа ти кажам дека затворите се показател за ситуацијата таму во една кај што држава. системот функционира најдобро, Да. сите се подмирени, Да. на крајот затворите. Кога и затворите се Кој што добри, треба, да. тоа значи дека се друго е супер. Така е мускул како и затвори, таква држава. Како Мицко Бугаринот нема владеено, како нема владеено, директор на ЕЛЕМ, советник у влада, има владеено. И без разлика, не е само Мицковски, партијата негова е. Партијата негова си има сменето, колку 3 пати има доено на власт у Македонија, исто колку што има и СДС.